За жал, на масата каде што се одлучуваат крупните билатерални спорови, место за младите нема. А на времето, в сградата, където днес е офиса на Бойко Борисов, там е имало македонско кафене. Γιατί οι νέοι, εκτός από το μέλλον που λέμε συνέχεια, ότι οι νέοι είναι και το παρόν. Проблематично е ако нема политичка воља од страна на политичарите. Последните години се носат капитални политички одлуки во државата и во регионот, во име на соработката, добрососедството, во име на иднината. Каде се младите во таа приказна за иднината? Ги прашували некој нив за нивната иднина. Сметам дека младите луѓе не се вклучени во градењето на добрососедски односи. За жал, на масата каде што се одлучуваат крупните билатерални спорови, место за младите нема. Младите хора могат да бъдат най-добрите посланници и проводници на добросъседски отношения. В културата, в спорта, в бизнеса, в ежедневието. Особено когато говорим за Македония и България. Две държави с много повече общо, отколкото различно помежду си. В правителствата и на България и на Македония обаче днеска няма млади хора, а наследници на Тито и на Живков. Имаме едноимени организации, които с политическите си решения целенасочено подклаждат конфликта, за да си вдигнат електората. А на времето, в сградата, където днес е офиса на Бойко Борисов, там е имало μακεδонско καφενέ. Η ύπαρξη σχέσεων καλής γειτονίας ανάμεσα σε κράτη που συνορεύουν μεταξύ τους συνήθως είναι κάτι που πιστεύουμε ότι έρχεται από τα πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αναλάβει ευθύνη η διοίκηση πολύ περισσότερο από τους πολίτες. Οι νέοι συγκαταλέγονται σε αυτούς τους πολίτες, συνεπώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο ενεργό ρόλο στο χτίσιμο αυτών των σχέσεων. Лично сметам дека младите учествуваат во процесите за добрососедски односи и оно што е важно, како пример да го напоменеме, се регионалните канцеларии за млади на Западен Балкан, каде што 6 земји од Западниот Балкан седат заедно и младите директно одлучуваат како и на кој начин ќе се спроведуваат активностите за доближување на луѓето од овие земји. И вториот процес е младите кои што учествуваат во креирањето на билатералните канцеларии за млади помеѓу Северна Македонија и Грција, каде што директно од младите потекнува оваа идеја. Но генерално треба да напоменеме дека проблематично е ако нема политичка воља од страна на политичарите кои што воспротивно не би дозволиле учество на младите. Има повеќе причини зошто младите не се вклучени во самите процеси. Една од нив е што политичарите не веруваат дека младите може да бидат клучно решение и не ги сметаат за релевантни актери. Понатаму семејството и родителите исто така играат клучна улога тука. Оптоварувајќи ги своите деца со своите ставови и идеологии, не им дозволуваат на младите луѓе да развиваат свое мислење, да развиваат и градат свои ставови на оваа тема. Не е вярно, че младите хора днес не се интересуват от добро съседство. Ние, младите, редовно посещаваме съседни държави и очакваме топло, приятелско, човешко отношение. Много млади българи имаме приятели, колеги в Македония и обратно. Разбира се, има млади хора, които предпочитат конфликт, разединение, радикализация. И за съжаление, когато в България се говори за Македония, младите хора рядко получават думата за сметка на комунистически агенти като Каракачанов. Δεν έχουν αρχικά γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι ό,τι και να κάνουν δεν θα είναι αρκετά επαρκές ούτως ώστε να προχωρήσουν αυτές τις σχέσεις και να πάνε σε ένα δεύτερο επίπεδο. Εκτός αυτού, πολλοί νέοι δεν έχουν γνώση των δυνατοτήτων τους, δηλαδή δεν ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προγράμματα, κάποιες ευκαιρίες ανταλλαγής ούτως ώστε να γνωρίσουν άλλα νέα άτομα από άλλες χώρες που συνορεύουν για να μπορούν να έχουν μεταξύ τους μία σχέση. Κατά συνέπεια δεν έχουν εμπλοκή γιατί έχουν έλλειψη ενημέρωσης και παράλληλα έχουν και έλλειψη αυτοπεποίθησης ως προς το τι μπορούν να πετύχουν με βάση αυτή την συνεργασία. Што се однесува на тоа
зашто учествуваат или како учествуваат. Мислам дека е важно да имаме на ум дека често политичарите се вадат на онаа флоскула на младите светот останува. Тогаш ако останува на нас е како млади да го обликуваме онака како што сакаме. И на крајот на денот младите се изборија за своето место во овие процеси, пред се бидејќи има желба за надминување на проблемите помеѓу државите и општествата. Оттаму мислам дека младите сами се избореа, иако има секако има потценување од страна на другите во општеството. Има повеќе начини како младите може да се вклучат во градењето на добрососедски односи. Но за мене најкорисен начин е она каде што има директна размена и директна комуникација помеѓу младите луѓе од две соседни земји. Односно кога се запознаваат, кога се дружат, учат својот јазик, односно јазикот на својот сосед, понатаму гледаат кои се аспирациите, кои се интересите на младите луѓе од другата земја. За жал, младите луѓе од Македонија, Грција и Бугарија многу често ја немаат дури ни поминато границата, а не па да имаат запознаено друго младо лице од соседната земја. Ние во Младински сојуз во последните 2 години работиме активно на иницијатива која што се вика формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу младите од Северна Македонија и од Грција. Ова иницијатива ни докажа дека доколку младите луѓе се запознаат и доколку зборуваат за регионалните проблеми и за личните проблеми, односно младинските проблеми, тогаш доаѓа до кршење на стереотипите и до кршење на различностите. Сепак младите во регионот имаат многу слични, се најдуваат пред многу слични предизвици. Со образовниот систем, човекови права, недоволна вклученост во процесите на одлучување и така натаму. Затоа е многу важно младите луѓе да бидат вклучени во овие процеси. От нас младите си зависи да сме проактивни, да градим мостове помежду си, да създаваме добросъседски отношения, да се въвличаме в съвместни инициативи, които носят смисъл, вълнение, подчертано добър пример. Никой нищо няма да ни даде даром. И Международната конференция за младежи в Крушево и нейните организатори са пример за тези добросъседски отношения, за които говоря. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι νέοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στο χτίσιμο αυτών των σχέσεων είναι να συμμετέχουν αρχικά. Ως απλοί θεατές, δεν είναι απαραίτητο να κάνουν κάτι ενεργά οι ίδιοι. Θα μπορούσαν να έχουν συμμετοχή σε διμερή event, σε εκδηλώσεις, σε προγράμματα ανταλλαγής, σε ημερίδες, οτιδήποτε ουσιαστικά τους φέρνει σε επαφή με άτομα από άλλες χώρες που γειτονεύουν μαζί τους, ούτως ώστε να γνωρίσουν τον πολιτισμό του άλλου και παράλληλα να μπορέσουν και οι ίδιοι να προωθήσουν τον δικό τους. Για αρχή αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Па мислам дека првично важно за нас младите за да се вклучиме во вакви важни процеси е да бидеме организирани во здруженија на граѓани или да бидеме политички активни. Кога сме веќе кај политички активни, мислам дека треба да заборавиме на небулоза дека не можеме да се занимаваме со политика. Ако ние не се занимаваме со политика, политиката се занимава со нас и некој друг одлучува за она како ќе изгледа нашата иднина. Оттаму е важно тој прв чекор да го направиме, да преминеме преку она небулоза која што се вика политичко активирање, не преку партии, но доколку сакате можете и преку партии, и да го дадеме нашиот придонес за една подобра иднина. Доколку сакаме да градиме стабилен регион и доколку сакаме да овој регион да биде интегриран во ЕУ, во тој случај мораме младите да ги вклучиме во градењето на добрососедски односи. Затоа што само младите кои сакаат да градат заедничка иднина може да ги надминат предрасудите и враќањето назад во историјата и на минатото. Еднаш за секогаш мораме да запреме со враќање назад неколку чекори, туку сите заедно да креираме заедничка иднина за меѓусебна соработка. Младите хора са настоящето и бъдещето на България, на Македония, на целия свят. Ако те не участват в изграждането на добро съседство, то Балканите ще си останат разпокъсани в конфликти в миналото. Левски и Гоце Делчев не са си дали живота за това. Ако някой днес има интерес българи и македонци да се мразят,
това е единствено Русия и νέните πρόξιτα в региона. Το χτίσιμο των σχέσεων από πλευράς νεολαίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι νέοι, εκτός από το μέλλον που λέμε συνέχεια ότι οι νέοι είναι και το παρόν. Στο παρόν αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις και η διοίκηση φοβάται σε πολύ μεγάλο βαθμό το πολιτικό κόστος των πράξεων, οπότε θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να κανονικοποιηθεί η συνεργασία αυτή από τα κάτω προς τα πάνω. Ουσιαστικά με αυτή την ανατροπή ο κόσμος θα μπορέσει στη συνείδησή του να έχει τους γείτονές του σαν κάτι θετικό, και αργότερα που θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι νέοι στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων θα μπορούν αντίστοιχα να έχουν στο μυαλό τους ένα πολύ καλό κλίμα, φιλικές σχέσεις πριν χτίσουμε τις дипломатικές. Мислам дека е важно за младите да се вклучат во овие процеси, бидејќи ние сме оние кои што ќе живеат со одлуките понатаму. Ние не сме обременети со историјата и со тежината на историјата на минатото. Ние многу повеќе веројатно сакаме да гледаме кон иднината. Оттаму, ако сакаме ние да го обликуваме светот, да обликуваме Европа, да обликуваме Европската унија, нормално и нашиот регион, тогаш е исклучително важно да бидеме во овие процеси и да покажеме добар пример дека добрососедски односи се и како реалност и можност и да го дадеме нашиот придонес кон иднината и во светот во кој што би сакале ние да живееме. Државата мора да ги гледа младите како важен фактор. Мора да имаат место и глас во одлучувањето. Само така младите ќе ја почувствуваат својата иднина како своја.